Почитуван Теодор Богоевски, мој колега, почитуван председател господине Пендаровски, почитувани професори, почитувани гости, почитувани медиуми, почитувани присутни. На почетокот сакам да упатам искрени честитки на авторот Теодор Богоевски за неговото научно дело "Политичката партиципација на личната со попреченост". Драго ми е што тука со нас си дел од другите колеги во владата кои што работат како дел од тимот, посебно на политики за унапредување на правата на лицата со попреченост и на други и заедници и региони во државата на кои што им е потребна поголема помош отколку на можеби некои други. Јас со Тео долго имаме разговарано за неговата книга. Тој е мој колега, тој работи во владата, зашто ќе кажам и подосна што се имаме направено заедно. И сакам да му честитам навистина на исклучителниот напор и вложената енергија во создавањето на ова негово дело и му посакувам многу успеси во неговата понатамошна професионална и академска кариера. Во оваа книга е преточен трудот на Тео од неговата магистарска теза и сакам да ја споделам мојата радост од веста дека тој од неодамна се стекна и со научно звање магистер по уставно право на Правниот факултет Јустинијан I и тоа со највисок просек 10.00. Што значи дека Тео е пример за тоа како треба да изгледа еден студент и на кој начин треба да ја гради својата академска кариера. Доколку универзитетот има повеќе такви истражувачи, доколку има повеќе такви посветени луѓе на науката, на пишувањето, на истражувањето, тогаш сигурно дека и рейтингот на меѓународните рангирања на нашиот најголем универзитет ќе биде повисок од тоа што е денес. Неговиот личен, неверојатен успех и покрај најтешкиот степен на телесна попреченост е несекојдневен пример и мотивација за секого, а се надевам ќе мотивира и повеќе лица со попреченост да се вклучат во високото образование и воопшто во сите степени на образование. Особено ми е драго што Тео е дел од мојот тим и што како советник за лица со попреченост во владата на Република Северна Македонија ни помага во креирањето на политики за подобрување на животот на лицата со попреченост и остварување на нивните права во сите сфери на општеството. Јас сум истовремено и председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и дел од организацијската структура на партијата се и стручните комисии кои што работат на подготвување на програма, на анализа на она што се случува во општеството. И многу ми е драго што извршниот и централниот одбор на партијата пред известно време донесоа одлука Комисијата за еднакви можности, која што работи токму на вакви програми, анализи, организирање на трибини, донесе одлука токму Тео Богоевски да биде председател на таа комисија. И тоа е уште една потврда дека знаењето, залагањето, академските вредности на крајот на денот секогаш доаѓаат до израз. Неговата книга носи и животна вредност од посебна важност за сите нас, за да не потсети колку лицата со попреченост се инспирација за секој од нас, како и за тоа колку е важно тие да бидат активно вклучени во одлуките кои се однесуваат и влијаат на нив и на нивниот живот. Преку научни согледувања во своето дело "Политичката партиципација на лицата со попреченост", тој издигнува важноста на положбата и правата на лицата со попреченост, кои во нашето општество последните години стануваат се повидливи и погласни, што се должи меѓу другото и на нашата посветеност на активен ангажман на овие лица, како што е тоа ангажманот на Тео во носењето на владините одлуки. За мене ова дело представува исто така и повик до сите нас да ги вложиме нашите напори и да преземеме чекори за поголемо активно вклучување на лицата со попреченост во процесите од нивен интерес
затоа што тие имаат уникатната способност да ги лоцираат системските бариери. Како влада, изминатиот период креиравме низа на политики и мерки со цел исполнување на нашите заложби и посветеност кон општествена кохезија, почитување на различностите, обезбедување еднаквост и еднакви можности, социјална правда и вклученост на сите чинители во носењето одлуки кои ги засегаат нив. Во таа насока наскоро очекувам и усвојување на националната стратегија за правата на лицата со попреченост за 2023 до 2030 година периодот, која во наредниот период би требало да биде разгледана на владина седница. Во оваа прилика дозволете ми само да посочам на дел од мерките со кои обезбедуваме поддршка на лицата со попреченост и со кои покажуваме дека се грижиме и имаме слух за нивните потреби. Во тие мерки и активности секако дека и ТЕО, заедно со неговите колеги, учествуваше во нивното конципирање и во нивното спроведување. И ќе споменам само некои од нив. Согласно со Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, ги унапредуваме услугите со цел целосно независно учество на лицата со попреченост во општеството. Мрежата на лиценцирани даватели на услуги е зголемена за 82 субјекти. Најголем дел од давателите се даватели на социјални услуги за лица со попреченост. Буџетот на Министерството за труд и социјална политика, и сакам да ја поздравам Министерката за труд и социјална политика, бидејќи таа 20 години од својата кариера го посвети токму во ресорот на трудот и социјалата. Буџетот е неколкократно зголемен, и тоа за 2022-2023 година е околу 7,2 милиони денари зголемување. Воспоставени се околу 55 стамбени единици за живење со поддршка на лица сместени во институции. Нема повеќе деца во институции, сите живеат во заедницата, меѓу нас и се наши соседи. Со новиот закон за основно образование промовираме целосна инклузија. Посебните училишта се трансформирани во ресурсни центри кои даваат поддршка на редовните основни училишта. Го зголемивме и бројот на образовни асистенти кои што во минатото и не постоја, и тоа од 500 на 720. А со тоа и го зголемивме и буџетот на Министерството за образование и наука за дополнителни 350 милиони денари оваа година. Со уредба на владата, лицата со попреченост се ослободени од партиципација за студирање и со оваа мерка очекуваме зголемување на бројот на студенти на високообразовните институции, бидејќи ТЕО е најдобар пример дека без разлика на телесна попреченост може да се биде најдобар на универзитет, а на магистерските студии на Јустинијан I најдобар студент е Тео Богоевски. Мојата лична заложба за непречен пристап до правото на образование за сите која најавив пред неколку месеци веќе станува и реалност. За оваа година се обезбедени низа на градежни активности во 40 училишта, каде е предвидена реконструкција и адаптација на просторот за учениците со попреченост преку поставување на пристапни рампи, адаптација на теренот, адаптација на тоалетите и други активности да можат да имаат непречено функционирање во училиштата. Инвестицијата ќе се реализира во вкупно 118 училишни објекти, од кои дел ќе бидат опфатени годинава, а дел во наредните години сукцесивно. Се разбира, секогаш може и подобро и повеќе, и затоа сме тука, за да ја активираме сите своји потенцијали и да помогнеме за подобро утре на лицата со попреченост и нивно поуспешно интегрирање на најразлични нивоа во нашата држава, која претвораме во дом за сите со еднакви права и еднакви можности. Јас имав можноста пред да станам председател на владата, заедно со професорите од Филозофскиот факултет, да работам на еден исклучително важен проект, а тоа беше вклучување на лицата со попреченост во производство на храна. Тоа беше поддржано од шведската амбасада и од шведската влада, и навистина ми е драго што тој проект на крај вроди со плод да денес имаме лица со попреченост кои што произведуваат, кои што се вклучени во пазарот на продажба на тие производи и што ќе представуваат дополнителен поттик и други да се вклучат
Бидејќи јас секогаш го повторувам од почетокот, оно што ќе го кажам и сега, кога се има фокус и кога се има посветеност, тогаш нема недостижна цел. Тео ти честитам.